Морам да стигнам до патните исправи, ќе видите која е поентата на крај. Министерството за внатрешни работи донесе некои правилници тамо, донесе некои упатства поврзани со дојувачите на бомби, на некој начин ја префрлаат одговорноста на полициските службеници и на директорите кои што се одговорни во училиштата. Значи, повторно, исто како и за патните исправи, кои што беа издавани на светски криминалци, каде што одговорни беа на полициски службеници, исто и во овој случај се префрла одговорноста на директорите, односно на полициските службеници. Значи, станува збор за едно класично бегање од одговорноста. Значи, од 1 март, согласно овие процедури, нема веќе да има евакуација на учениците, односно учениците ќе си продолжат со настава, а органите на Министерството за внатрешни работи, значи полициски службеници кои што воопшто не се обучени да вршат истраги, односно проверки, не се обучени за антитероризам, и внимавајте, дури и директорите кои што се обични просветни работници, дека не ми замерат, меѓутоа немаат никаква допирна точка со безбедносните процедури. И сега тие треба да бидат одговорни. Нешто слично како што се случи со патните исправи, значи предлог закон кој што денеска ни е за гласање. Јас не верував дека до таа лудост може да дојде, меѓутоа ете се случи тоа, и тоа е нормално. Значи, откако се вдомија секакви градоначалници кои што ги изгубија парламентарните избори, откако се вдомија секакви криминалци во Министерството за внатрешни работи, лица кои што се со пресуди на суд, значи не зборувам на памет, тие луѓе сега треба да ни ги решаваат безбедносните проблеми. Значи, практично се доведе таа неспособност, ја доведе фазата лудост во Министерството за внатрешни работи, и памтете ми го зборот, не достига, значи неколку денови сме од моментот кога Центарот за манипулации на Социјалдемократскиот сојуз оваа лудост ќе почне да ја фали. Значи, ќе ја воспеваат. Сето погоре што го кажав, доаѓа во период кога пред неколку дена од Стейт департментот на Соединетите Американски држави Македонија беше оценета како земја со просечен, односно со средно висок ризик. Значи, имаме од една страна средно висок ризик, кој што ни го кажуваат нашите стратешки партнери, а од друга страна ги намалуваме процедурите, односно на некој начин ја игнорираме заканата. Што ќе правиме тогаш и кој ќе ја носи одговорноста, јас не би можел да претпоставам, меѓутоа не сакам да сум во чевлите на тој што донел такви процедури. Сега во делот на патните исправи, бидејќи ме предупредивте, би сакал да кажам нешто и да ја потсетам македонската јавност за нешто што се случи и за една изјава која што има дадено судиката, која што го има судено случајот со издавањето на патни исправи на 215, односно 214 странски криминалци, терористи, атентатори и така натаму. Значи, судиката Олја Ристова, која што е судика во Кривичниот суд. Таа изјава е дадена во јули месец 2021 година за време на онлайн конференција Правда и безбедност. И тоа е конференција на која што учествуваат, значи, и високи представници од Министерството за внатрешни работи. Сега внимавајте, според изјавата на судиката која го судеше овој случај, значи најодговорна за случајот, судиката кажува дека полицијата и обвинителството селективно подготвувале предмет во кој намерно изоставиле дел од службените лица. Значи, ова го тврди судиката која што го судела предметот за пасоши на белосветските криминалци. Судиката смета дека овој проблем може да се реши, внимавајте, со ревизија на предметите. Значи, судиката која го суди предметот не е убедена дека донела правилна одлука затоа што сите докази не биле доставени. Во овој случај, како што реков и претходно, се осудени ниско рангирани лица, а според судиката не се осудени луѓе од врвот на Министерството за внатрешни работи. Согласно напред кажаното, судиката индицира дека обвинителот намерно изоставил високи службеници во Министерството за внатрешни работи во истрагата, односно таа, според нејзиното искажување, односно според нејзините изјави, може да се види дека индицира на висока, значи инволвираност на високи структури во овој случај од Министерството за внатрешни работи. Овој случај после тоа беше преземен од Љубомир Јовески и го зема на Вилма Рускоска и го даде во Скопското јавно обвинителство. Зошто? Тоа останува за некоја друга дискусија. Значи, втората поента што ја кажува Олја Ристовска, значи судиката, вика, и после пресудата за случајот, за кој нема логика дека можел да се случи без знаење на врвот на Министерството за внатрешни,
поврзано со патните исправи, продолжил криминалот вреден милиони евра. Судиката ова го тврди. Значи, по донесување на пресудата се продолжило со издавање на пасоши и други документи со помош на корупција. Ова е цитат од судиката Олја Ристовска. Значи, трагично е што во МВР досега, цели 2 години се поминати, не цели 2 години се поминати од изјавата, никој ништо не превзема и никој не се произнесол во врска со оваа изјава на судиката. И затоа се поставува прашањето зошто ние денеска имаме за разгледување некаков предлог на закон поврзан со патните исправи, зошто имаме воопшто таков закон кога секој ете може да си купи патна исправа согласно своите можности. Ви благодарам.